Добар ден, драги ученици, вие сте во Е-училница и следите француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизабета Трпковска, предавам француски во основното училиште Гоце Делчев во Неготино. На овој час ќе повториме знаења за компаратив и суперлатив преку еден квиз. Сега ќе го видиме. Voilà le quiz, on commence. Прво да ги кажеме les règles de jeu, дека секој квиз мора да има правила. Во нашиот квиз има 20 прашања, 10 прашања за компаратив и 10 прашања од суперлатив. Имате 5 секунди да го најдете точниот одговор. Може да освоите максимум 20 поени. Секој точен одговор го бележите со 1 поен. За тоа време вие подгответе се, земете си едно бело ливче, пенкало и бележете си кои одговори ви се точни. Првата етапа. Connaissez-vous les règles du comparatif? Да провериме дали сте го научиле добро компаративот со овој квиз. Имате нешто да споредувате, ги гледате сликите, дадена ви е реченица, имате празно место, зборовите за компаратив, plus, moins, aussi или autant, 5 секунди време да одлучите кој збор е точен за да може да биде точна реченицата. Ајде да пробаме. Plus. L'hiver est plus froid que l'automne. Ајде второто. La tortue, le lapin. Еве ја реченицата, еве ги зборчињата, 5 секунди. Moins. La tortue est moins rapide que le lapin. Ајде ова, la moutarde et le miel. Еве ги зборовите и вашите 5 секунди се сега. Одбравте moins. La moutarde est moins sucrée que le miel. Да ги споредиме двата месеца, месец март и месец мај. Во оваа реченица, погледнете а горе, еве ги зборчињата и вашите 5 секунди. Одбравте aussi. Le mois de mars est aussi long que le mois de mai. Ајде ова сега да погледнеме. Имате две фотографии, ама имате и една реченица. Прочитате ги во речениците. Il a perdu son portefeuille et l'a gagné au concours. Еве ви горе реченицата и малку има измена. Тука сега имате придавки некои. Beau, heureux, drôle и confiant. Внимателно бирате која ќе одговара за да биде точна оваа реченица. Ајде, 5 секунди. Ја одбравте придавката heureux. Philippe est moins heureux que Julie. Ајде сега имате тука компаратив со именки. Поинаку е. Има една слика, на таа слика гледате, еве реченицата, одбирате збор за да одговара на сликата. 5 секунди. И одбравте moi, затоа што има помалку момчиња од девојчиња, така. Il y a moins de garçons que de filles. Друга фотографија. Ајде да видиме. Што ќе одбереме тука? Одбирате plus. Il y a plus de fenêtres que d'arbres. Ајде сега ова. Што ќе одбереме? Повторно plus. Il y a plus de voitures que de feux rouges. Ајде оваа сега. Еве ги зборовите.
Повторно плюс. Il y a plus de valises que de voyageurs. Видете сега ова. Тука малку има и една измена. Вие ќе си ја прочитате реченицата убаво и имате именки дадени, дали арбра, дали е пубел, дали е киоск или бон. Но људувајте уште малку време ќе ви дадам. Il y a autant de lampes que de и некој од оваа именка ќе одговара точно да биде. Ајде да видиме 5 секунди. Бон, така е. Браво! Има ист број ламби колку што има клупи во овој парк. Ајде сега ова тука убаво погледнете. Погледнете ги сликите и реченицата. Еве, имате едно празно место. Во празното место треба да ставите некоја боја за да биде точно. Кое вие ќе го одберете? Еве ви 5 секунди. И одбравте rouge. Il y a plus de livres rouges que de livres jaunes. Браво, деца, ја завршивте првата етапа, сега подгответе се за втората етапа. Во втората етапа имате суперлатив. Се надевам ова успешно ви беше за компаратив. Ајде да видиме сега каква е втората етапа. Втората етапа е Connaissez-vous la France? Дали ја познавате доволно Франција? Освен суперлатив, тука ќе видиме и колку имате информации за Франција. Да видиме. Погледнете мапата. Имате горе една реченица. Le plus grand pays d'Europe, c'est là и дадени држави. Белжик, Ирланд, Свис, Франс. Ви давам 5 секунди време да одлучите која од овие држави е le plus grand pays d'Europe. Ајде да видиме. La France. Најголемата земја во Европа е Франција, така е. Ајде да го видиме ова. Le Mont Blanc е. И сега да видиме што ќе вметнеме тука за оваа реченица да биде целосна. Дали de, дали la, дали le или de la. Ајде размислете со 5 секунди време. И одбравте L. Le Mont Blanc est le plus haut sommet en Europe. Mont Blanc е највисокиот врв во Европа. Си го знаете? Mont Blanc се наоѓа во Франција. Il se trouve en France. Хајде сега ова убаво да го погледнеме. Les 13 sites parisiens les plus visités. Овие ви се сите споменици во Франција кои што се најпосетени. Вие треба убаво да ги погледнете. Не се читам можеби, меѓутоа ќе се снајдете. Ça c'est Notre-Dame de Paris et voilà la Tour Montparnasse. Гледате реченицата и пробајте да го пополните ова. Сконцентрирајте се. Дали ќе биде тука plus, дали ќе биде moins, beaucoup или trop. Што би ставиле? Ајде 5 секунди. И одбравте moins. La Tour Montparnasse attire le moins de touristes. Најмалку туристи ја посетуваат ова кула. Vous connaissez la Tour Montparnasse? И еве сега ова ви е познато, може би попознато од претходното. Погледнете го убаво, сите го знаете. Што ќе стои тука? Le Louvre est le plus grand. Дали musée, château, gare, bâtiment au monde. 5 секунди.
Музе. Така е. Лувр е најголемиот музеј како во Франција, така и во светот. Да погледнеме сега ова. Les 10 des villes les plus vertes en France. Еве ги, тука ви се дадени, убаво ќе си ги погледнете сега и да ги ставиме. Реченицата ви е Angers е la ville la plus. Ако некој град го нарекуваме зелен град, каков е тој град? Еве, дали е peuplé, туристик, grand или екологик? 5 секунди време да одберете една од овие придавки. И одбравте екологик. Angers est la ville la plus écologique de France. Најеколошки град или најзелен град во Франција се вика Angers. Браво, деца, ајде да одиме понатаму. Не знам дали го знаете ова. Една реченица горе, les parfums de Coco Chanel sont laids. Одберете вие mieux, meilleur, plus bon или mauvais. Што ќе одберете? И одбравте meilleur. Les parfums de Coco Chanel sont les meilleurs. Најдобрите парфеми се парфемите на Coco Chanel. И ова е точно. Дури да не се согласуваме дека е точно, другите не ни одговараат. Mieux воопшто не одговара, plus bon е неправилна граматичка форма, а mauvais е лош и не одговара во реченицата. Ајде овие ликови сега да ги погледнеме. Астерикс и Обеликс. Vous les connaissez, DBD. И да видиме тука што ќе ставите за оваа реченица да биде комплетна. Дали Л, дали ла, ле или де. Ваше е да одберете 5 секунди. И одбравме ле и ова е точно. Астерикс и Обеликс sont les plus célèbres. Така е, веројатно сте го гледали филмот за Астерикс и Обеликс, тие се многу славни. Одиме понатаму. Les macarons sont laids. Дали plus, дали mieux, дали trop или meilleur. Што ќе одберете тука? Одбравте plus и тоа е точно. Овие колачи кои се викаат макарон sont les plus délicieux. Се највкусни. Погледнете го сега овој регион на Франција. Ça c'est la Normandie. Il n'y a pas de soleil. Il pleut, il pleut, il pleut tout le temps. Le climat en Normandie est mieux, le pire, la meilleure, le meilleur. Le pire, le climat en Normandie est le pire. Најлоша клима, затоа што цело време врне. Ајде сега уште ова да го погледнеме. Le taux de recyclage en Europe. Треба да гледате внимателно, тука има некои бројки дадено, гледате la France, l'Allemagne, l'Italie, Royaume-Uni. Le pourcentage c'est 42%. Внимателно наблюдувајте, погледнете што барам. La France recycle le plus, le moins, le mieux или la meilleure. Што би ставиле тука за ова да биде точно? Ајде 5 секунди. До сега веројатно одлучивте. Le moins. Франција најмалку рециклира од сите овие други европски земји. Според процентот така излегува и ќе го употребиме ова, le moins. Сега
Браво, деца, го завршивте квизот. Да видиме сега. Се Некои прашања може би не беа толку лесни, меѓутоа секој квиз треба да е предизвик, да има и нешто што е тешко. Еве да си ги пресметате бодовите. Да видиме. Браво за сите во секој случај. Евалуацион де резултат. Вие кога си ги пресметувавте бодовите, си стававте по еден бод на прашање. Si vous avez gagné de 15 à 20, ако сте освоили од 15 до 20, moi je dis c'est génial. Vous avez 3 étoiles. Вистина, браво за тие што освоивте над 15. Ако освоивте од 10 до 15, браво е continuez comme ça. Не е лошо, затоа што некои прашања вистина беа тешки. Si vous avez gagné moins de 10, c'est bien joué. Еве, имате една звезда, une étoile. Mais ne vous découragez pas et continuez à travailler. Не е лошо и 10 бода, доколку некои работи не ви беа јасни, ќе си ги совладате понатаму. На сите ви посакувам bon courage et à la prochaine.